Сите во зима Штип со загаден воздух среде лето. За вчерашните високи концентрации на PM10 честички од над 120 микрограми на метар кубен иницираа и политички реакции. Со писмени соопштенија денес реагираа од ВМРО ДПМН и ГДУ. Дали некој ја знае причината за загаденоста на воздухот во Штип? Дали треба да ги затвориме прозорците и да седиме дома за да си го зачуваме здравјето? Прашања до надлежните органи. Додека граѓаните се гушеа, дали забележавте дека воздухот е загаден? Дали можете да ни објасните на што се должи оваа загаденост? Дали е се во ред со квалитетот на градскиот воздух? Што се случува и од каде доаѓа чадот? Сериозна власт се грижи за најскапоценото нешто, а тоа е здравјето на граѓаните. Со слична реакција на својот Facebook профил и преку соопштение до јавноста се огласи и лидерот на ВМРО ДПМН Иван Јорданов. Ваквата состојба сериозно ги загрижува граѓаните на општина Штип и истите отворено прашуваат дали можната причина за загадување е воениот полигон Криволак или пак се работи за некој трет загадувач. Она што уште повеќе загрижува е односот на локалната и централната власт. Истите, иако знаат дека има загаденост на воздухот, затоа упорно молчат и не даваат конкретни информации за што всушност станува збор. Во летен период, кога не се очекува загадување на воздухот, ваквото големо количество на PM10 честички представува сериозен аларм. Јавно ги повикуваме надлежните служби да истражат за што точно станува збор и да ги информираат граѓаните. Исто така ги повикуваме надлежните да ја утврдат одговорноста за загадувачот и за истиот да превземат соодветни законски мерки, како би спречиле понатамошно изложување на граѓаните на опасно загаден воздух. Стои во реакцијата од Јорданов. На реакциите од ВМРО ДПМН и писмено одговорија од СДСМ Штип. Единствено се присутен е облакот од параноја која што ја креваат оние кои сакаат да поентираат од манипулирање на граѓаните. Искажаните обвинувања не се точни. Како што и секој граѓанин може да провери, согласно мерењата на лабораторијата за животна и работна средина при Универзитетот Гоце Делчев од мерно место Штип центар, денеска среда 3 јули 2019 година, концентрацијата на PM10 во последните 24 часа е 33,6 мг на метар кубен, што е во минималните вредности. Нема ниту еден ден пречекорување на минималните вредности на PM10 честичките, а индексот на квалитет на воздух е 20,5 мг на метар кубен. Безобразно и безсрамно е ВМРО ДПМН да говори на тема аерозагадување, затоа што токму тие потрошија милиарди евра народни пари на стиропор и бетон, сечеа дрвја и уништуваа зеленила, а целосно го девастираа квалитетот на воздухот. Факт е дека Штип е еден од градовите со највисок квалитет на чистота на воздух. Дополнително, Социјалдемократскиот сојуз, преку институциите локалната самоуправа води грижа во секој проект и во секој дел од спроведувањето на програмата за состојба на животната средина и за квалитетот на животот. Стои во соопштението од СДСМ.